Последни вести за 2025 година во последниот ден од годината. Добре дојдовте на Слободен печат. Последен ден од 2025 година, милион луѓе во светот на плоштадите во своите градови, во туристичките центри, во кафеани, ресторани, пабови или во семејна атмосфера во домовите, ќе ја испратат годината во изминување и ќе ја пречекаат новата 2026 година. Новата година први ќе ја пречекаат жителите на пацифичката островска држава Кирибати во 11 часот по македонско време, а во 2026 година последни ќе влезат американска Самоа и островите Бејкер и Хауленд 1 јануари во 13 часот по македонско време. Тоа значи дека новата година патува низ цели 26 часа од првото до последното место на земјата. Главниот град денеска пулсира во духот на новогодишната зимска бајка. Програмата трае цел ден и ќе кулминира вечерва на плоштадот Македонија, каде што илјадници граѓани ќе ја дочекаат 2026 година со настапи на популарни домашни изведувачи. Градоначалникот Орце Георгиевски ги повика скопјани заедно да ја прослават новогодишната ноќ, истакнувајќи дека програмата е осмислена да ги обедини сите генерации. Настапите започнуваат во 19 часот и 45 минути со Миле Кузмановски, по кој следуваат Огнен Здравковски, Дина Јашари, култните Кукулеле и Тамара Тодевска. Крајот на вечерта ќе им припадне на милениците на младата публика – Пајак, Лара и Два Бона, додека магичниот момент на влегувањето во новата година во метрополата ќе го одбележи Каролина Гочева. Скопјанка е запрепастена. Пијан ме прегази со кола. По една година го избра за најдобар пожарникар. Градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски вчера ги додели признанијата за најдобар пожарникар, полицаец и крводарител на град Скопје за 2025 година. А на ова на социјалните мрежи реагира скопјанката Кристина Цоковска. Таа вели, оти не може да поверува дека човекот кој возејќи пијан ја прегазил со автомобил пред помалку од една година, сега добил признание за најдобар пожарникар. Не можам да си поверувам во каква држава живееме. Овој текст не е обид да се омаловажи неговата професија, ниту неговите професионални успеси, ако навистина постојат. Туку е лична реакција и неверување дека човек кој што треба да спасува човечки животи, истовремено и ги загрозува, пишува таа. Нова година ќе чекаме со две кутивчиња фактор. Пациенти со хемофилија не можат да извадат зап. Пациентите со хемофилија новата година ја дочекуваат во неизвестност и со проблеми поради недостиг на фактори за коагулација, лекови што се неопходни за да им престане крварењето. Од сите здравствени институции што ги контактирале со одговор ги удостоил само првиот човек на Фондот за здравство Сашо Клековски, додека од лекарската комора и од државниот здравствен и санитарен инспекторат пациентите кои зборуваат со Слободен печат не се задоволни од постапувањето. Колешката Мирослава Симоновска дојде до документи и разговараше со неколку пациенти. Повеќе на оваа тема на нашиот сајт. За околу 250.000 ученици во основните и средните училишта денеска почнува зимскиот распуст. На настава ќе се вратат на 20 јануари 2026 за почеток на второто полугодие. Во вториот дел од учебната 2025-2026 година ќе продолжи процесот за оптимизација на училишната мрежа и воведување едносменска настава, со која досега се опфатени 200 училишта. На крајот на учебната година во јуни матурантите ќе полагаат државна матура по нов концепт, согласно видот на образованието. Наставниците во март треба да добијат покачување на платите помеѓу 7, 5 и 10%. Во 2025 година најмногу се јадело леб и компир, а се пиеле повеќе сокови отколку вино и кафе. Македонците трошат повеќе на алкохол и тутун отколку за здравје, рекреација, култура и образование. Половина од домашниот буџет лани се трошеле на храна и безалкохолни пијалаци, додека на алкохолните пијалаци и тутун се трошело повеќе отколку за здравје, рекреација, култура и образование заедно. За облека и обувки се издвојувале повеќе средства отколку за покуќнина, опрема за куќа и одржување. Во просек од тројца членови во домаќинство во работен однос бил само еден.
ЈСП Скопје за време на новогодишните празници ќе има изменет режим на сообраќање на јавниот превоз, како и промени во работното време на билетарниците, центрите за персонализација и жичницата. Денеска јавниот превоз ќе сообраќа и по редовен зимски возен ред. Утре автобусите ќе сообраќаат по неделен возен ред, при што првите вклучувања на возилата на ЈСП Скопје и приватните превозници ќе бидат подоцна од вообичаеното, а останатите линии ќе се одвиваат согласно неделниот распоред. Од петок јавниот превоз ќе сообраќа по редуциран делничен зимски возен ред, што ќе важи до крајот на зимскиот училиштен распуст. Како што посочуваат од ЈСП, 6 центри за персонализација, како и билетарниците на Зелено пазарче, Бутел и во Ѓорче Петров, денеска ќе работат до 16 часот, додека останатите билетарници ќе работат само прва смена до 14. Утре на 1 јануари дежурни ќе бидат Центарот за персонализација на транспортен центар. Жичницата денеска ќе работи од 10 часот до 15, а на 1 јануари од 11 до 17. Лука и Хана се на врвот од списокот на најчесто давани имиња за новороденчиња во Македонија во 2024 година. Традиционалните, но и модерни имиња продолжуваат да бидат избор на родителите кои се почесто се одлучуваат за кратки и звучни имиња со силно значење, како месечина. Според последните податоци на ДЗС во текот на 2024 година во земјава се родени вкупно 16.061 дете. Минатата година доминирале машки деца, се родиле 8.277, а 7.784 биле женски бебиња. Статистиката покажува дека и покрај демографските предизвици, родителите и натаму ја негуваат традицијата, но и отвореноста кон нови и современи имиња. На кошаркарското игралиште во Радишани вчера вечер беше забележан инцидент во кој е запален теренот кој важи за еден од најквалитетните во нашата држава и сертифициран по сите FIBA стандарди. Видеото на својот Facebook профил го објави градоначалникот на Бутел Дарко Костовски. Според објавата на Костовски станува збор за намерно подметнат пожар. Професорот по кривично право Гордан Калајджиев преку социјалните мрежи реагира за најавата на министерката за образование Весна Јаневска дека преку така наречен ѕид на срамот јавно ќе се истакнуваат докажаните плагијати во студентските трудови од дипломски до магистерски работи. Постојат процедури како се стекнува магистратура и докторат или учебник. Така постои процедура за утврдување на плагијат и слично. Ѕидот на срамот е импровизација. Не постои тело кое е квалификувано за такво нешто. Си играт играчки, напиша Калајджиев. Огромна сума од околу 2,5 милиони евра должат македонски и српски државјани кон општинската каса во бугарскиот пограничен град Кюстендил, откри градоначалникот Огњан Атанасов на седница на општинскиот совет. Тој обвини дека срби и македонци разработиле шема за измами со камиони, која ја чини многу пари не само општината Кюстендил, туку и бугарската држава, јавуваат бугарските медиуми. Американскиот институт за проучување на војната објави анализа за наводниот напад врз една од резиденциите на рускиот претседател Владимир Путин, повикувајќи се на истражување на рускиот опозицијски медиум СОТА. Според наудите на СОТА, жители на градот Валдај не пријавиле никакви звуци од активирање на противвоздушната одбрана ноќта помеѓу 28 и 29 декември, иако официјална Москва тврдеше дека биле соборени дури 91 украински дрон. Таква бројка, како што се наведува, би подразбирала масовно и интензивно дејствување на системите за воздушна одбрана. Во меѓувреме, руските власти изминативе денови повторно тврдеа дека Украина се обидела да изврши напад врз официјална резиденција на Путин со беспилотни летала, пошто шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров најави можна ревизија на преговарачкиот став на Москва за мир. Едно лице загина, а најмалку 40 лица се повредени во судар на два патнички воза во Перу, на дел од железничката пруга во близина на Мачу Пикчу. Во несреќата која се случи синоќа, загина машина возачот на еден од возовите, а како што изјави здравствен службеник, најмалку 20 повредени лица се во сериозна состојба. Двата воза се судрија на единствената железничка линија што води до древниот град на инките, соопшти локалната самоуправа, а причината за несреќата се уште не е разјаснета.
број меѓународни хуманитарни организации повеќе нема да имаат пристап до појасот Газа од почетокот на јануари. Израел ги обвинува за кршење на новите владини правила, кои предвидуваат проверка на меѓународните организации кои работат во Газа. Меѓу погодените, меѓу другите е и Лекари без граници. Министерството вели дека ја обвинува организацијата за недоволно разјаснување на должностите на вработените, за кои Израел тврди дека соработувале со Хамас и со други милитантни групи. Според најновите податоци од Канцеларијата на Обединетите нации за итна помош, повеќе од 80% од објектите во таа крајбрежна област се уништени или се оштетени. Многу луѓе живеат во кампови и се изложени на зимски временски услови. Недостасува храна и медицинска помош. А за крај сакам да ви посакам во 2026 година да ве држи добро здравје. Нека новата година ви донесе успех, благосостојба, хармонија и мир. Вечерва славете со усул и со памет во главата. Ве поканувам и следните 365 дена да продолжите да се информирате од вашиот омилен медиум Слободен печат, кој останува ваш верен пријател и за време на празниците. Среќна нова година!